Сега да продолжиме со нашата тема. Реков за Гедеон, посветивме 3 саботи, една пред Света вечера и првите 2 саботи од овој месец после Света вечера. И со него се уште не завршивме, замислите. Имено, денес ќе се позанимаваме со 8 глава, но само да се подсетиме. Прво да кажам една исправка. Минатата сабота реков дека во 8 глава, 8 стих се наоѓа еден текст кој што не се наоѓа таму, туку на друго место во книгата на Судиите. Имено во книгата на Судиите, во 21 глава, 25 стих, значи на самиот крај на книгата, се вели, последниот стих од книгата на Судиите е тоа всушност. Во тоа време немаше цар во Израел и според Константинов секој го правеше тоа што му се чинеше дека е справедливо. Значи, тој стих се наоѓа тука, последниот стих од книгата на Судиите, а во 8 глава, но не во 8-иот, туку во 18-тиот стих, се наоѓа еден друг стих, сроден, така да речем, сличен на ова, но до таму ќе дојдеме, нема сега да го читам, до таму ќе дојдеме кога ќе го читаме текстот. Само за подсетување, значи ќе почнеме да читаме, отворете во книгата на Судиите, 8 глава, ќе почнеме да читаме од првиот стих. Колку за подсетување, од пред 2 саботи, кога последен пат зборувавме за Гедеон, односно за еврејските 300. Гедеон, гледам, брат Андре неколку пати го нагласуваше тоа да не креваме меч, Гедеон дури битката со избраните 300 души ја доби како, со што треба да направат? Значи, не со меч, со стомни, труби, стомни и свеки. Кога паѓаат зидовите на Ерихон, со труби. Зошто, бидејќи како што кажавте во библиската поука, Господ сака да се потпреме на Него, на Неговата сила. И затоа понекогаш тој заповедал вака навидум смешни средства, дури за војување смешни средства, само затоа што сакал да го насочи вниманието на народот во Неговата сила, а не во човечките средства. Иеко средствата треба да се искористат, иеко човечкиот дел треба да се изврши, иеко делата треба да се направат, но не се надеваме на човечката сила, на човечките дела, дури не на самите средства, туку се надеваме на Господовата сила. Само за подсетување, за да имаме малку врска, Гедеон со 300 души, односно и со Господ на негова страна, тоа е пресудното, Сега гјаволот и преко некоја мачка решава да не ремети овдека.
Ке ви не знам што. Продолжувам. Кога Гедеон, ке се подсетите, кога Господ направи паника во мадијамскиот логор, читавме како мадијанците се разбега. Тоа огромно мноштво се разбега, ги фати паника, почна да се колат меѓу себе, се разбега и како бега при крајот на 7 глава прочитавме дека на гонењето на останатите мадијанци се приклучиле и луѓето од Ефремовото племе, тоа е при крајот на 7 глава, и тие дадоа свој придонес, ги фатија двата мадијамски кнеза, Ориф и Зив, например. Орива го убија, во местото Сур Ориф, или Оривовата стена, така читавме и тогаш, а Зива кај Јакев Зива или Зивовата теснина, така наречени според нив. И потоа, последниот стих од 7 глава, ги гонеа мадијамците и му ги донесоа на Гедеон главите на Ориф и Зив оттаде Јордан. Се сеќавате на ова? Така завршивме пред 2 саботи. Сега, во 8 глава, прво што читаме, забележите, припадниците на Ефремовото племе, бидејќи првобитно војската на Гедеон од кој племење беше регрутирана? Се сеќавате? Ако читате уште во 6 глава, односно тоа го читавме пред 3 саботи тоа, само да и тука да подсетам. Гедеон се изговори на почеток, мојот род е најмал од Манасиевото племе, значи он самиот е од Манасиевото племе, така? И првобитно неговата војска, дури и тие 32.000, беа регрутирани од Манасиевото племе и уште други две племења од Манасиевото племе и испрати гласници до племето Асирово, уште 3 други, Завулоново и Нефталимово, па и тие им тргнаа во пресред. Значи, Манаси, Асир, Нефталим и Завулон. А потоа, на крајот од 7 глава, за да ги докусурат мадијамците, се приклучуваат сите луѓе од Ефремовото племе, тоа што току го прочитав. И сега, што се случува на почетокот од 8 глава? Тогаш Ефремовите луѓе му рекоа на Гедеона: како постапи вака со нас? Сега, овие му се лутат на Гедеон, Ефремовците. За подсетување, Ефремовците биле најголемото племе, не само во северниот дел, туку најголемото и најбројното племе во цел Израел. Значи, кога Господ го ослободувал Израел од мадијамското робство, тоа го направил без да го ангажира најголемото племе во Израел. Иако тоа племе зело учество, сите луѓе од Ефремовото племе ги докусурија двајцата мадијамски кнеза и им ги донесоа нивните глави оттаде Јордан на Гедеон и на неговите 300 избраници. Но сега Ефремовците се незадоволни од Гедеон. Како постапи вака со нас и не повика нас кога тргна на бој против мадијамците? Што кажува ова? Зошто не се задоволни?
Зошто не се задоволни? Па еве, нели за да учество во завршните настани, завршните борби во 7 глава. Зошто не се задоволни? Зошто не повика нас од почеток? Значи, ефремовците не биле ниту во тие 32.000, кои што потоа Господ ги редуцираше, ги чистеше на 2 пати, за да се намали бројот на само 300 души. И сега ефремовците лути, незадоволни. Зошто незадоволни? Зошто не повика и нас во бојот против мадијамците? И му приговорија жестоко. Зошто биле лути? Тој им одговори: па што сум направил јас, кога ќе се споредам со вас? Не е ли Ефремовото дособирање, значи докусурување на непријателот, подобро од Авиезеровиот гроздобер? Сака да каже, ние почнавме да го береме грозието, прави паралела со гроздобер, но вие сте тие што го направивте, ја завршивте поголемата работа, практично, на крајот. Господ ги предаде во вашите раце мадијамските кнезови Ориф и Зив. Може ли да се споредува моето дело со она што го направивте вие? На тие зборови стивна нивниот гнев против него. Сега, малку да поставим прашање, зошто ефремовците првобитно му се налутија на Гедеона? Зошто му се налутија? Видите, како беше она поговорка, секој се прави јунак после битката. Навистина, тие не беа ниту повикани, па ниту беа редуцирани, чистени. И лути се зашто од почеток не учествувале во оваа голема победа. Да се подсетиме, а зашто Господ ја редуцираше и она војска на Гедеона? На почеток, зашто ја намали за 22.000 души? Значи, првата чистка беше кој се плаши да си оди дома. И 22.000 си отидоа дома. Се сеќавате што читавме од Елена Вајт. Овие луѓе, Господ можеше да го победи непријателот и да го ослободи Израел и со малку и со многу. Така читавме и од патриарси и пророци. Но ако беше со многу, овие исти коркачи, кои што од коркачлук пред битката се вратија дома, што ќе правеа после победата, ако и тие учествуваа во неја? Тие ќе ја припишеа сета заслуга за победата и сета слава за успехот на себе и на нивната, значи, војска, на израелската сила и така натаму. Епа Господ не сака така. Тоа би било хула на Бога, Божите заслуги да си ги припишеме на себе. Значи, Господ работи, Господ делува, а после ние со тоа да се фалиме. Нашата мудрост, нашата мишка, тоа на многу места го читаме и во Мојсеевиот закон, да не речеш кога Господ ќе те благослови
и со фамилија, со деца, пород, имот, земја, добиток. Да не речеш мојата мишка, да не се возгордеш. Мојата мишка, моите раце, мојата сила, мојата мудрост, сето тоа го постигна. А луѓето се фалат така, нели? Луѓето сакаат да се фалат. Дали сакаат, човечката природа сака да се фали и да биде фалена, така? Дали сака да биде критикувана, прекорувана, дали сака да јаде ќотек? Не. Елена Вајд коментира во овој дел после победата над мадијамците и вели, кога Гедеон се вратил од походот против народните непријатели, го прекорувале и го обвинувале неговите земјаци, кога израелците на негов повик се собрале против мадијанците, племето на Ефрема изостанало. Тие сметале дека тој потфат е многу опасен, а бидејќи Гедеон не ги повикал на посебен начин, тоа го искористиле како оправдување да не ги следат своите браќа. Значи, кај ефремовците имало гордост и тие очекувале специјална покана за да се приклучат во битката. Специјална покана. Значи, не сакале да се приклучат заради општиот повик, туку сакале специјална покана. Значи, тоа е како, слушате дека некој прави свадба и сега очекувате специјална покана за да идете на свадбата. Не може да идете затоа што знаете дека некој ќе прави свадба, ама не сте поканети. И само затоа што знаете, одите да се приклучите. Значи, они така го сватиле Божиот повик. Сакале специјална покана. Ние сме најбројното племе, најголемото племе и нас треба да ни се укаже посебна чест со тоа што ќе добиеме специјална покана, значи специјално ефремовците да бидат повикани во војната. Бидејќи тоа не се случило, тие не сакале доброволно да се приклучат заради општиот повик, бидејќи сакале специјално да бидат повикани. Видите каква гордост. И сега, после победата, му се лутат на Гедеон, иако зеле учествува во победата, но му се лутат зашто не учествувале од почеток. Видите колку е расипана човечката природа. Гедеоновиот одговор малку ги стивнал, но само да прочитам Елена Вајд што коментира. Но кога допрале до нив новостите за триумфот на израелците, значи пред тоа вели, тие го сметале овој потфат за многу опасен. Значи, најбројното племе во Израел сметало дека ова што го прави Гедеон е опасно, значи неразумно и лудо. На некој начин го гледаме коркашлукот и кај нив. Не толку отворено, но сепак се гледа. Но кога допрале до нив новостите за триумфот на израелците, значи тоа што би го направиле 22 илјади во првата чистка од другите 4 племиња, да си ја припишат славата на победата на себе, но Господ ги исчистил за да тоа не го направат. Сега тоа ефремовците го чувствувале истиот дух. Кога допрале до нив новостите за триумфот на израелците, синовите Ефремови биле љубоморни што не учествувале и тие во тоа. По поразот на мадијанците, припадниците на Ефремовото племе,
По Гедеонова наредба ги запоседнале плитките делови на Јордан, на кои мадијанците би можеле да ја преминат реката, и со тоа го оневозможиле повлекувањето на бегалците. Благодарение на тоа уништене голем број на непријателите и биле фатени двата мадијански кнеза, Ориф и Зив. На тој начин ефремовите луѓе ја искористиле победата и помогнале таа да биде целосна, но не се задоволиле со тоа, сепак биле љубоморни и гневни на Гедеона, како тој тоа да го сторил сам по своја волја. Не виделе дека победата на израелците всушност е Божјо дело и не ја ценеле неговата моќ и неговата милост, покажана во нивното ослободување. И токму со тоа посведочиле дека не се достојни Бог да ги избере за своји посебни орудија. Која голема лекција ја учиме од овој случај? Значи, зашто Господ и во старт не го повикал најбројното племе во Израел, туку само Манасија, Асир, Нефталим и Завулон? Значи, од истите причини од кои што потоа ја редуцира војската на Гедеон, од овие 4 племиња, од севте не го ни повикал најбројното Ефремово плене. Господ одлучувал, не Гедеон. Кој е Гедеон? Гедеон беше обичен израелец, како и Варак. И исто како во времето на Мојсей, сега ефремовците љубоморни и налутени, а пред тоа коркачи, му префрлаат на Гедеона за нешто што Господ го одлучил и Господ го направил. Исто како во времето на Мојсей, кога мрмореа израелците, што велеле? Што му велеа на Мојсей и на Арон? Зошто не изведовте од Египет? Затоа ли не изведовте за да испоумреме во оваа пустина? Кој ги извел израелците од Египет? Мојсей и Арон. Смешно. Кој ги победил мадијамците, тоа огромно мноштво, како песок морски? Гедеон и неговите 300 израелци, со свеки и стомни? Господ. И сега овие му префрлат на Гедеона, зашто не зеде и нас? Демек, како он сам да одлучувал. Како Мојсей сам да одлучувал. Како Исус Навин сам да одлучувал. Тогаш читавме, проучувавме, тогаш кога Исус Навин во 2 наврата сам одлучувал на своја рака, тогаш правеле грешка и тогаш губеле. Но за успехот секогаш Господ бил заслужен, инаку немаше да има успех. Елена Вајд понатаму вели, коментира и вели, духот на љубомора лесно можел да распали караници, што би довело до судир и крвопролевање. Но одговорот на Гедеона, во кој се видела неговата понизност и чедност, ја ублажил јароста на ефремовите луѓе, па во мир се вратиле кај своите стада. Гедеон бил многу цврст и непопуслив кога биле во прашање на челата. Во војната мощне храбар, а сепак во однесувањето со луѓето ретко љубезен и учтив. Значи, во војната храбар, а во однесувањето со луѓето ретко, значи посебно љубезен и учтив. Многу интересно. Знаете што посакале израелците да направат од Гедеона после оваа голема победа? Да. Му предложиле да стане цар. Тоа го читаме во 22 стих од 8 глава. Израелците му рекоа на Гедеона: владеј над нас, ти и твојот син и твојот внук, зашто ти не избави
од мадијамците. Гледате сега повторно што се случува. И овде, кога не е во прашање лутење и мрморење, значи кога е во прашање слава и радост, повторно човекот сакаат да го прослават и повторно успехот го припишуваат на човечката сила. Гедеон, ти не избави од мадијанците, затоа стани цар наш. Владеј со нас и нека има династија и твоите синови и твоите внуци потоа да владеат со нас. Гедеон ги избавил од мадијанците. Мојсей ги изведе од египетската земја. Зошто вака размислува човечката природа? Зошто бара да се потпре, зошто бара сигурност во човек? Во човек бара сигурност од стравот. Зошто е таква човечката природа? Зошто сакаме наместо во Господа, во семокниот Бог, попрво наоѓаме сигурност кај слабиот и немокен човек. Зошто е тоа? Дали е тоа разумно? Дали е разумно кога имаш проблем да бараш помош од слаби сили? Или е разумно да ја бараш најголемата сила што може да ти помогне? Еве, кога се сочуваме со болест, на што се надеваме? Како јудејскиот крал Аса, така ли беше? Се разболе, но не го бараше и во болеста своја, не го бараше Господа, туку лекари. Има една многу убава мисла, кажана уште во раното христијанство. Не се сеќавам од кого. Толку многу работи на интернет, кај ќе памтиш све. Кога се соочуваш со болест, со неволја, со мака, не барај помош од човек, од таа слаба сила. Побарај ја најголемата мок, најголемата сила да ти помогне. И ако истраеш со вера во тоа, Господ ќе ти испрати луѓе преку кои ќе се реши твојот проблем. Значи, пак ќе учествуваат луѓе, како што цело време во Божите битки учествуваат луѓе, но силата, славата, мокта, заслугата е Божја. И затоа е потребна вера во таа сила, за да се постигне успехот, победата. Гедеон и тука бил на вистина кога му предложија да биде цар и они неговите потомци, но тој одговори и рече: не сакам да владеам над вас, ниту мојот син, Господ ќе биде ваш владетел, односно Господ ќе биде ваш цар. Тоа е оно што израелците го заборавиле и многу години подоцна во времето на последниот судија Самуил, кога веќе не сакале да живеат во толку слободна теократија, толку слободна. Видете, Божјата држава, теократијата, е најслободното општество во кое што човек живее. Обично велат, обично се шири една ваква глупост, која што одамна ја слушам. Демократијата не е совршена, има многу слабости, меѓутоа е најдоброто што го имаме. Тешко вас што така мислите, тешко вас што демократијата е најдоброто што го имате на располагање. Навистина сте кутри и за жалење.
да не зборувам зашто е тоа така. Но еве, само да го прочитаме текстот, само ќе го прочитам без да го коментирам. Почнувајќи од 4 стих, кај што претходно застанавме, па до 21. Значи, пред да побараат израелците Гедеон да стане нивни цар. Само ќе го читам текстот, без да коментирам. Кога Гедеон дојде до Јордан, го помина, но тој и 300 луѓе со него беа изнемоштени и гладни. Значи, Гедеон цело време војува со тие 300 души. И понатаму. Зато им рече на луѓето од Сокот: дајте им леп на луѓето кои одат по мене, зашто се изнемоштени, гладни. Како постапија овие? Гедеон им рели: јас ги гонам Зевеј и Салман, значи други двајца медеамски цареви. Но сохотските главатари му одговорија: еве ви нов пример на коркачлук. Значи, веќе Господ остварил голема победа предходно, а сохотците се уште коркачи. Зар Завеевата и Салмоновата рака веќе се во твоја рака? Значи, Господ веќе ги предал, па да ти дадеме леп тебе и на твојата војска? Со други зборови, прво заврши работа, победи, да видиме дека ќе ги победиш, па потоа ќе ве нахраниме. Што значи тоа? Коркачлук. Затоа Гедеон им вели: добро, кога Господ ќе ми ги предаде во раците Зевеја и Салмана, ќе ви го раскинам телото со трње и со пустински глогови. Оттаму отиде во Фануил и побара исто од фануилците, а тие му одговорија исто како што му одговорија и сохотците. Тој им се закани на фануилците: кој ќе се вратам како победник, ќе ви ја разрушам оваа кула. Ете, во Божјата теократија неверството и коркачлукот се казнува. Не е се едно. Но и во демократија не е се едно да бидеш проклет неверник или проклет маловерник и да бидеш благословен верник и дете Господово. Понатаму читаме: Зевеј и Салман беа во Каркор и нивната војска со нив околу 15.000 луѓе. Че замислите, 300 души со Гедеон, 15.000 луѓе, која разлика? А тие 15.000 луѓе беа остаток од мадијанската војска. Пред тоа, бидејќи се вели, тие беа оставени од војската на синовите на исток, 120.000 војници падна од Божјата сила. 120.000 падна. Мечоносци, да, што држеа меч. Што можеа да држат меч. Но се уште има 15.000, а Гедеон е се уште со колку мина? Со 300. Продолжуваме. Гедеон тргна по патот на оние што живеат по чатори, источно од Нова и Јогвеја. Ја порази војската што стоеше безгрижно. Зеве и Салман избега, и овие избега. Тој ги подгони и ги фати двата мадијамски цареви Зеве и Салман, а сета војска им ја уништи. Исто како Исус навин. Значи, ако треба и сонцето ќе застане, ако треба Господ ќе врне метеори од небото, непријателот треба да се сотре до крај. Нема да оставаш за воиднина да ти прават проблеми. По битката Гедеон синот Јоасов се врати од војна преку Хереската на горница и фати еден млад човек од Сокот, па почна да го распрашува, а тој му ги напише имињата на сохотските кнезови и старешини 77 луѓе. Сега почна да ги казнува овие што одбија да ја нахранат неговата војска заради коркачлук.
Потоа Гедеон отиде кај сохотците и рече: еве ви ги Зеве и Салман, заради кои ми се подсмевавте мене, велејќи дали нивната рака веќе е предадена во твојата рака, па да им даваме леп на твоите изнамоштени луѓе. Ги фати градските старешини, набра пустински трња и глогови и ги казни со нив сохотците. Ја разорна и фануилската кула и ги погуби жителите. Но Зеве и Салмон се уште живи во моментов. И сега, откако ги казни неверните израелци, сега, односно жителите на Сокот и Фануил, се обраќа кон овие двајца мадијамски кнезови, веќе поразени, но се уште живи, се уште дишат како заробеници, и ги прашува. Се внимавајте на прашањето и внимавајте на одговорот. Какви беа луѓето кои ги погубивте на Тавор? Значи, какви беа израелците кои што загинаа од вашата рака? И каков одговор му дадоа? Еве го 18 стих. Личеа на тебе, одговорија. Како тоа личеа? Секој еден од нив беше како царски син. Што забележувате тука? Видите, значи, кога Девора била судија, каде било незиното седиште, кај што одели израелците да се судат, кај неа, во палата, фотелја, канцеларија, под Деворината палма, вели. Под палма на што седела, веројатно на некој трупец. Пред неа, веројатно некој друг трупец, поголем, да личи на маса. Но што е, значи, нема луксузи, нема она што човечката природа го сака, луксузирање, разметливост, чаталење и така натаму. Но што има, а тоа е битно. Во тоа време немаше цар во Израел. Но секој израелец, кога Господ бил цар, секој израелец имал такво достоинство, што секој еден од нив личеа како тебе, Гедеоне, кој што се сега водач на Господовата војска. Сите до еден личеа како царски син. Замислите, во Божјата држава сите сте принцови и принцеси. Сите! Ама не сте како овие неверници, како овие коркачи. Не како такви. Во Божјата држава, во Божјото царство нема да влезат коркачи. Како читаме во Новиот Завет? Ни коркачи нема да го наследат Божјото царство, вели апостол Павле, покрај блудници, покрај содомци, да не ги набројувам сите. Оние што се верни на Господа и што го следат Господа и што му се послушни на Господа, кои се бојат од Господа, тие таквите од никој и од ништо друго не се бојат. Тие таквите се поголеми од кралеви, цареви и папи на овој свет. И сите тие до еден личаја на царски син. Сите се принцови и принцези. А Господ е цар. И колку треба да бидеш идиот да не го сакаш тоа, а да побораш земски човек да ти биде цар, а ти и твоите деца да бидете на тој земски човек негови слуги и слугинки.
Потоа Гедеон ги погубува овие двајца заробени мадијамски кнезови, но јас само сакам да завршам со цитатот од Елена Вајт за денес. Незиниот коментар за овој настан. За да му ја изразат својата благодарност на Гедеона што ги ослободил од мадијанците, израелците му предложиле да го постават за цар, и тоа така престало да се осигури и за неговото потомство. Значи, уште тогаш побарале монархија. Значи, во времето на Самуил, кога побарале цар, тоа било по втор пат. Прв пат побарале во времето на Гедеон. Тој предлог бил директен престап на началата на теократијата. Зборови на Елена Вајт. Бог бил цар над Израел и поставувањето на било кој човек на престолот значило што? Отфрлање на Божиот авторитет. Гедеон го сватил тој факт. Од неговиот одговор се гледа колку неговите побуди биле благородни и вистинити. Нема јас да ви бидам господар, нагласил тој, ниту мојот син ќе ви биде господар, туку Господ ќе ви биде господар. Господ ќе биде вашиот цар. Елена Вајт за последното време вели дека Господ не се променил, тој сака во неговото дело и во неговата црква, нејзини зборови, Светиот Дух да биде цар. Го знаете тој цитат? Наместо тоа, кога некој човек или група луѓе со така наречена царска власт ја наметнуваат својата волја, што да биде како да биде во Божијата црква и во Божијето дело, тогаш црквата делува со човечка сила. Светиот Дух се повлекува и резултатите се насекаде околу нас. Тогаш пак, кога Светиот Дух, значи Духот на пророштвото, ја водел црквата и давал благослов што да се прави и како да се прави, тогаш резултатите биле блескави, како и во времето на Божјата теократија во Стариот Завет. На крајот би сакал да речем, нека Господ ни даде пред се покаяние, верни и храбри срца, наместо плашливи и неверни и блудни, за да станеме и да бидеме до крај негови царски синови и керки. Нека му е фала и слава вечно. Амин.